Младиот струженец Лазар Гиновски е вистински амбасадор на Македонија во светот. Неодамна го освои државното првенство во кошарка на средните училишта во Тексас, Америка, каде живее и тренира од лани. Тој е стипендист таму и за успехот кој досега го постигнал со својот тим, вели е само плод на упорноста и посветеноста во тренирањето кошарка. Директно од Тексас за ТВ24 го раскажа своето досегашно искуство. Успехов што го освоивме, ние го освоивме буквално цел Тексас. И многу сме поносни, многу сме среќни што го успеевме, зашто ова не го успева секој втор. Многу труд внесовме во тоа, многу утакмици изигравме, имавме по 40 утакмици во 5 месеци. Значи, тоа пази по 3 утакмици во неделата. Труд, напор, пот, солзи, крв, све дававме во ова што го освоивме. И буквално многу сме задоволни на тоа. Имав и посебен дел, ја тоа си го направив своето што ми беше кажано, секој си го направи своето што ми беше кажано и си го освоивме тоа што го имавме заслужено. Лазар игра кошарка од својата 5-та година како кошаркар на Црн Дрим од Струга, а потоа и во кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје. Прва и втора година средно се запишал во Скопје на спортската академија, каде добива стипендија за трета и четврта година во средното училиште во Тексас, North Central Texas Academy. Неговата следна цел и амбиција е да игра во НБА лигата. Првиот план ми е да играм во колеж кошарка. Се надевам дека дивизија 1 и после тоа да си ги остварам своите соништа во НБА или низ Европа да играм професионално. Животот овдека ми е стварно добар, зашто немаме дистракции према кај нас да можеш да излезеш, што би се рекол, на кафе, ваму ова, него кај нас буквално е само кошарка и школа. Денот ми почви, школа ми почви мене во 8:30 и јас се будам околу 7:30 да се средам тоа све, одам на школа пешки, зашто во кампусот ни е све во близина и све е блиску. После школото ни е од 8:30 до 2:30, без дистракции, без телефон, не ги земе телефоните тоа. После школа имаме тренинг. Тренингот трае околу 2 сати, напорен тренинг. Сега зашто даваш сезонови имаме индивидуални тренинзи, иначе тимски, кондицијски, све да направиме за да го освоиме тоа што го освоиме. После тренингот сите имаме вечера, во кампусот сите што сме деца во надвор од Америка, машки и женски што сме поделени во куќи, имаме вечера. Тоа трае вечерата околу 30 минути, таман да се видиш со другари, да направиш муабет, да јаеш и после тоа сме слободни цел ден. Може да тренираш, може да играш, може да учиш, за све имаш време. Напорно ли ти е ова темпо на живот? На почетокот кога додов беше напорно, зашто не бев научен околу вака. Тренирав ја Македонија, ама околу тренинг не бев научен со кондицијски со све, ама со тек на време се навикнав. Младиот успешен кошаркар живее со мотото дека никогаш не треба да се откажеме дури и кога е тешко и напорно и дека вложениот труд на крај секогаш вродува успех. Никогаш нема да се откажете, тренирајте, дајте све од себе и на крај да не успеете да не ви е криво, што немате дадено све од себе.